Ranka. Така, добро утро Елена, добро утро и до тебе Маријан, повторно од мене. Ги поздравувам и гледачите кои што нас следат ова утро. Денешното вклучување во живо го посветуваме на една многу интересна тема. Станува збор за хералдиката. Верувам дека многумина од нас, па и не секојдневно се сретнуваат со овој збор хералдика. Тоа е наука која што ги изучува грбовите, нивното дизајнирање и се она што е поврзано со грбовите. Денес мој соговорник ќе биде Јован Јоновски, кој што е председател на првото и единствено македонско грбословно друштво. Најпрво велам добро утро и до вас. Добро утро и благодарам за вниманието кое што го посветува сител на хералдиката. Јас накратко кажав дека хералдиката е наука која што се занимава со грбовите, но малку повеќе ќе ни кажете вие за што точно се работи. Да, хералдиката е една наука, една дисциплина која што веќе постои 10 векови, каде што грбот е главниот предмет на нејзиниот интерес. Значи го истражува потеклото на грбот општо, но и начинот на кој што се креираат грбовите, особено нивниот развој и она што е за нас најважно, правилата по кои што се составува еден грб и како тој се користи, зашто може да се употребува, како може да се наследува и така натаму. Какво образование и какви стручни квалификации треба да има еден хералдичар? Бидејќи хералдиката пред се е мултидисциплинарна наука, не е ограничено, затоа што луѓе кои што имаат интерес и кои што го развиваат својот интерес може да бидат од различни профили. Така да речеме, моето првично образование е физика. Така да сум физичар, например, колегата од Бугарското хералдичко здружение е антрополог, додека од Хрватското здружение е систем инженер. Така да, значи, не постои некој посебен вид на формално образование што се однесува до хералдиката, иако традиционално се сметало дека треба да биде историчар, но очигледно да рековме затоа што не е само помошна историска наука, туку има многу други аспекти, например правни аспекти, естетски аспекти, така да едноставно нема формално образование за хералдика, кај што би се одело во некоја школа и што би се завршила хералдика, иако кај нас се смета како помошна историска наука. Дали постојат стандарди при изработка на еден грб? Апсолутно, значи тоа се правила кои што се развиваат во текот на 10 векови и според кои се скреираат грбовите и тоа е според тие правила определуваат дали еден дизајн ќе биде грб или ќе биде лого. Како се изработува еден грб? Може ли да ни покажете, тоа да ни го објасните сликовите? Ќе се обидем еден практичен пример. Ке може да забележат и гледачите сега како тоа компјутерски се изработува? Да, например, еве, ова се елементите на грбот, основните, штитот е најглавниот елемент, на него има шлем, кој што е поврзан со мантија и потоа одозгора е челенката и има девиза. Ова се нарекува голем грб. Главниот и елемент сепак е штитот и неговата содржина и тој го представува малиот грб. И кога се дизајнира грб, најнапред се почнува со дизајнирање на малиот грб. Значи, она што е најбитно е со идниот грбоносец мора хералдичарот да се запознае со неговата историја, неговите карактеристики, неговите желби, неговите стремежи. Дали секој може да побара изработка на грб? Да. Значи, можеби повеќето смета дека е тоа нешто за благородници, но во основа не. Секој што доволно ќе се погрежи да има грб, може да има грб. Да. И значи се води разговор за делови од, да речеме, од минатото на семејството, за стремежи и понатаму, кога ќе се направи тој разговор, се финализираат тие карактеристики со конкретни хералдички символи. Например, тука имаме мачка во три хералдички пози, имаме едно столарско ренде и едно перо. Значи, може, например, човекот да е љубител на мачки, да речеме, кој што доаѓа од семејство каде што повеќето се столари, но исто така се занимава и со пишување. Кога сме веќе кај овие символи, ќе може ли да ни го кажете значењето на нашиот грб и символиката? Да, може ли да завршиме ова малце, да, на брзинка за да.
И потоа во самиот процес се распределуваат овие символи првично, се комбинираат и потоа едноставно се влегува веќе во поконкретна изработка на дизајнот, од каде што во разговор нормално со идниот грбоносец се одлучува за еден дизајн, можно е да се доправи, како што видовме тука, потоа тоа се поставува на штитот, се поставува челенката, следат боите на мантијата, кои што излегуваат од главните бои на штитот и потоа на крај следува мотото и на крај се добива грбот. Значи главно е тоа се прави во соработка со тој што сака грб да се исправи, затоа што тоа сепак е визуелен идентитет, треба да го представува тој човек, не е нешто што е наметнато. А што се однесува до нашиот грб, грбот на Република Македонија, неговото значење е дадено 46-та година, објавено во Нова Македонија, кој што вели дека грбот на Народна Република Македонија е символ на слободата, на слободата, на братството на македонскиот народ и на богатството на македонската земја. И понатаму текстот ги опишува значи житните класија, тутунот, листовите од тутун, плодовите од афион, дека представуваат символ на разновидноста и на богатството на македонската економија. Звездата петокрака представува символ на народно-ослободителната војна преку која што ја добивме слободата и потоа се навлегува во објаснување на планината која што е спомната Пирин и реката Вардар. Така, интересно. Ке ни кажете ли кој е вашиот омилен грб, кој е најспецифичен, кој е најинтересен? За мене би кажал дека е грбот на Обединетото кралство, што би рекле ние по-нашки Англија. Тој ми е така најинтересен знак, особено тој е грбот кој што е грбот на кралицата практично. И интересно што кога го користи во Шкотска е малце поинаков. Затоа што кралицата е кралица и на Англија и на Шкотска. Интересни факти, дознавме интересни сознанија. Колку време е потребно да се изработи еден грб? Тоа многу зависи од самиот грбоносец и обично јас би рекол дека некогаш фаќа и до година и две. Затоа што обично разговорот е со грбоносецот, нели се дефинираат елементите и потоа треба да легне дизајнот. И обично тоа оди кај другите роднини, па даваат своји сугестии и јас би рекол од 3 месеци до 2 години. Во зависност од тоа нели колку брзо ќе стигнеме до едно конечно прифатливо решение. За крај уште едно прашање, дали содржуваат се никакви предавања во Македонското грбословно друштво за сите оние кои што нас слушнаа денес, дали би можеле да ви се јават, да постават некои прашања или пак едноставно да одржите некои обуки таму? Да, апсолутно. Целта на една од основните цели на друштвото е популаризација на хералдиката и тоа го правиме преку разни предавања, работилници, гласници, објавуваме и така натака. Сите информации може да ги добат на нашата веб страница heraldika.org.mk и стои на нашиот Facebook профил. Нека побарат Македонско грбословно друштво и таму ќе ги најдат сите најави за настани. Јас се благодарам многу за целата презентација пред се и за разговорот. Благодарам. Слушнавме нешто повеќе и за хералдиката, така што јас се одјавувам од тука, ние со водителите се гледаме во студиото, им предлагам на гледачите да останат на програмата на Сител, бидејќи следуваат вестите. Бисера, ти благодариме и да ни помогна во најавата. Да, па токму затоа и ние да не должиме многу да вклучиме Александра, која